Опозицијските партии го критикуваа обвинителниот акт за трагедијата во Кочани. И од СДСМ и од ДУИ сметаа дека обвинителството е селективно кога станува збор за барање на одговорност од актуелни функционери. Од ДУИ побараа итна реакција на меѓународната заедница, бидејќи, како што соопштија, власта очигледно ги злоупотребува институциите за политички цели. Обвинителството целосно ја изгуби својата веродостојност со тоа што ги штити функционерите на владата, а истовремено соработува со неформални центри на моќ за да конструира случаи против поранешни министри и политички неистомисленици. Јавното обвинителство со оваа одлука и официјално е декларирано заробено. Според социјалдемократите, без целосна и непристрасна истрага, без одговорност за носителите на функции кои затаиле, нема да има вистинска правда за жртвите и нивните семејства, СДСМ побара и политичка одговорност. Без одговорност за Јанев, Тошковски и Мицковски нема правда за Кочани, а без правда нема мир за родителите, за граѓаните и за државата. Јавноста мора да знае кој ја кочеше истрагата, кој ги штитеше виновните и кој учествуваше во прикривањето на една од најголемите трагедии во поновата историја на Македонија. Председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски истакна дека нема да ја коментира работата на обвинителството, а во однос на барањето за политичка одговорност, тој кажа дека одговорот ќе дојде од резултатите на локалните избори на есен. Што доколку граѓаните сметаат дека јас треба да заменам и да сносам политичка одговорност, уште истиот ден тоа ќе го направам, нема да чекам како што тоа беше во 2021 година, но знам дека граѓаните не го делат истото мислење со СДСМ и останатите кои што се обидуваат преку некрофилска кампања да добијат некој политички поен, мислејќи дека така и мене лично и на владата ќе ни нанесат штета. Обвинителството за тешки дела против општата сигурност реши да гони 34 физички и 3 правни лица. За дел од осомничените не беше поднесено обвинение поради недостиг на докази. Дополнително се очекува разврска и од истрагата за сите осомничени полициски службеници за трагедијата од Кочани, која ќе се дознае од обвинителството за организиран криминал и корупција.